Во ова издание, по разурнувачката патека на Дориан, загуби насилена и ураган од категорија 1, но торнада поплавени патишта во Северна и Јужна Каролина. Брекзит. Шансите Британија да излезе од ЕУ без договор се големи. Се погласни предупредувањата за долгорочни негативни економски последици. Интервју. Никола Тупанчевски за Гласот на Америка. Начинот на кој се носи законот за јавно обвинителство и статусот на СЈО е еклатантен начин на кој не треба да се носи закон. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Дориан во моментов се движи со брзина од 150 км на час. Националниот центар за урагани објави дека ќе помине долж крайбрежјето на Северна Каролина следните часови. Еве ги најновите детали. Вечерва порани дождови се очекуваат во Њу Ингланд и Нова Скотија. Илјадници луѓе на Бахамите ја почнаа долгата и макотрпна битка за реизградба на нивните животи по опустошувачката моќ на ураганот Дориан. Меѓународните спасувачки тимови се распоредени на островите Абако и Гранд Бахами во потрага по преживеани. Заклучно со синоќа, бројката на загинати се искачи на 30. Министерот за здравство изјави дека очекува таа да биде значително повисока. Бродови на Американската крајбрежна стража и Кралската морнарица на Британија се во близина на погодените острови од Бахамскиот архипелаг со 8 тони подготвена храна и сателитска опрема. Големите бродови за крстарење како Royal Caribbean и Walt Disney, кои најчесто носат туристи на екзотични острови, се користат за достава на храна, вода, генератори за струја и други неопходни намирници. Американските финансиски пазари реагираа позитивно на вестите од САД и Кина дека се договориле да одржат нова рунда трговски разговори. Новите тарифи од САД врз кинески добра предизвика неизвестност кај инвеститорите изминатите месеци. Кина потврди дека Вашингтон ќе биде домакин на новата рунда преговори на почетокот од октомври. А британската влада објави дека ќе потроши дополнителни 2,4 милиарди долари за подготовки за Брекзит, со што вкупната сума во обидот да се напушти Европската унија ќе достигне над 10 милиарди долари. Шансите Велика Британија да излезе од ЕУ без договор се големи, а нов извештај предупредува на долгорочни негативни економски последици. Хери Риджвел известува од Лондон за расположението кај народот, додека дебатата е жестока. 10.000 камиони дневно минуваат низ Довер, главната врска на Велика Британија со европското копно. Од делови за автомобили до свежо овошје, од добиток до лекови за критични болести. Најголем дел не подлежи на царини. Нов извештај предупредува дека со излегување на Британија од Европската унија без договор, половина од британскиот извоз ќе добие нови пречки. One of the things that no deal means, apart from tariffs, which are relatively unimportant actually, is the fact. Покрај царините кои се всушност релативно неважни, стоката ќе мора да се проверува. Овие компании ќе работат со загуби ако има одолжување при транспортот. Всушност, нивниот опстанок ќе биде доведен во прашање. Their whole business model will be called into question. Тоа ги вклучува автомобилските компании како Nissan, Honda и Ford, или Airbus, кој крилата за своите авиони ги произведува во Британија. Извештајот предупредува на раст на цените и можни недостатоци на свежа храна. Британската влада ги отфрла ваквите тврдења и вели дека ќе биде подготвена за излекување од ЕУ без договор. Во меѓувреме најави дополнителни 2,4 милиарди долари од парите на доночните обврзници за подготовки за Брекзит. Тоа значи повеќе вработени на граничните служби, повеќе транспортна инфраструктура и поголема подршка за подготовка на бизнис секторот. Джавид вели дека Велика Британија ќе може да склучи договор за слободна трговија со Европа по Брекзит без договор. Тоа нема да биде така лесно, предупредува аналитичарот Менон. Once we've had no deal, you'll get mutual recrimination. Ако се одвои без договор, ќе следат заемни обвинувања заради економската штета кај двете страни. Политички ќе биде тешко двете страни да седнат на маса со добра волја и со доверба да преговараат. Trusting way and start to negotiate.
Американскиот председател Доналд Трамп вети трговски договор со Велика Британија по Брекзит, ветувајќи 4 до 5 пати поголема трговија. If we remove every single tariff, Ако ги симнеме сите царини во трговијата со САД, тоа би донело добивка околу 0,4% од БДП. Брекзит без договор, според конзервативните проценки, ќе наштети на економијата во текот на следните 10 години, во обем од 8 до 10% од БДП. Во Брисел, Брекзит без договор сега изгледа како веројатен исход. Европската унија соопшти дека планира да ги ослободи парите, кои вообичаено се резервирани за помош на незините членки во услови на природни катастрофи. За да бидеме целосно подготвени за евентуален Брекзит без договор, ги направивме потребните законски предлози. Велика Британија и Европската унија велат дека сакаат договор, но таков договор се чини малку веројатен пред истекот на крајниот рок за Брекзит, 31 октомври. Петочниот Ньюсфлеш го завршуваме со мислење од експерт за најновите политички турбуленции во Северна Македонија. Никола Топанчевски за Гласот на Америка. Начинот на кој се носи законот за јавно обвинителство и статусот на СЈО е еклатантен начин на кој не треба да се носи закон. Во однос на аферата Рекет вели дека дојде време кога македонското општество треба да созре и да покаже дека правото е над политиката. И никој нема да биде амнестиран во однос на докажување на правдата и изведувањето пред суд. Мики Трајковски го интервјуираше професорот Топанчевски. Професор Топанчевски, дали во една ваква ситуација која што владае во земјава може да се дојде до решение за специјалното јавно обвинителство и новиот закон за јавно обвинителство? Комплексна ситуацијата, временската отсечка или факторот време не е на наша страна како држава, како општество, така што ја се надевам дека во овие 10 дена што не остануваат до 15 септември, која што е крајниот рок за постоење на специјалното јавно обвинителство, ќе се изнајде некакво решение кое што нема да биде политички договор, туку ќе преовладуваат или ќе доминираат или ќе бидат превалентни токму правните аргументи. Во таа насока само би подвлекол дека дополнително се комплицира ситуацијата со притворената специјална јавна обвинителка, каде што практично се очекува или се чека да заврши постапката во однос на незиното разрешување. Професор, како го оценува досегашниот тек на водење на истрагата за скандалот за аферата Рекет? Значи, јас не ги немам сите информации за Рекет, меѓутоа од она што слушам, од она што гледам, се работи за комплексен настан, казано правен настан, каде што парс про тото, велат старите римјани, се гледа само еден дел од сантата лед. Неколку луѓе кои што во моментов се притворени, меѓутоа, моје лично мислење, а и на повеќето колеги, дека практично тоа е само едно парче од комплексниот казнено правен настан. Токму затоа, може би треба да се даде и малку време, она што мора, според мене, да се води сметка посебно е да се интензивираат активностите околу откривањето на некои други лица кои што евентуално се инволвирани, а за кои што се шпекулира или се претпоставува дека се дел од оваа голема афера. Професор Топанчевски, изминатиот период можеме да слушнеме заговарање од ваши колеги дека може би е добро странец да седне на позицијата јавен обвинител. Колку во овој момент тоа е добро или лошо? Јас тврдам и натаму одговорно дека во Република Македонија има луѓе кои што може одговорно да ја вршат таа задача. Да биде прв човек на тоа ново обвинителство што ќе биде за сузбивање на висока корупција и организиран криминал. Дефинитивно не сум сигурен дека кој да е странец би можел да се снајде. Сепак правото е специфична проблематика и сфера, не се работи за IT сфера и така натаму, дефинитивно има своји специфики, така што странецот како странец може би убаво ќе биде да има некаков контролен механизам во остварувањето на зацртаната цел, меѓутоа како обвинител странец како решение мислам дека имам одредена резерва, односно задршка во однос на тоа. Контролен механизам предлагате? Контролен механизам затоа што ние се покажавме како незрело општество во смисла на тоа дека многу верувавме во концептот на специјално јавно обвинителство и тоа ни се врати како бумеранг. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам за поканата. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За повеќе содржини посетете гласнаамерика.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер и пријатен викенд.